Збор има господинот Данаил Дончев. Повелете. Може да го ставим. Почитувани пратеници, почитуван подпредседателе. Народно кажано, постојат 4 начини на трошење пари. Првиот начин е кога сите ние трошеме сопствени пари за сопствена употреба. Најприродно е да ги трошиме на нешто што перцепираме дека е најквалитетно, најевтино и од кое добиваме најголема употребна вредност. Втор начин е кога сопствените пари ги трошиме на некој друг. Например, кога купуваме поклони за одредени луѓе. Сосема е природно да не водиме толку сметка за тоа што добива другиот, ама сепак водиме сметка колку од сопствените пари ќе потрошиме. Трет начин е арчење нечии други пари за сопствени потреби, а четвртиот е кога трошиме нечии други пари за некој друг или други. Токму во овие две категории спаѓа трошењето на народните пари од буџетот, кое во суштина е и најпроблематично. Значи, во оваа рамка треба да се анализира предлог буџетот за 2008 година. Тоа не се пари на владата, на партиите или претениците, туку тоа се исклучиво народни пари. Денеска моја цел, почитувани пратеници, е со конструктивна дискусија да и предложам решенија на владата во подобрување на економската состојба во Република Македонија. Ке направам анализа на макро и микроекономските перформанси во последните 12 месеци, како и анализа на буџетот за 2008 година. Ке говорам за 3 сфери: фискалната, монетарната политика, микроекономските реформи и проектите на владата. За фискалната политика. Почитувани пратеници, што представува буџет на една држава? Буџетот е трошење на парите од даночните обврзници и сите граѓани во државата кои преку плаќањето на разновидни даноци придонесуваат кон полнењето на државниот буџет. Постручно кажано, буџетот е релокација на средства од приватниот во државниот сектор заради искористување на потребите на државата, која по дефиниција ги извршува оние услуги кои што приватниот сектор не може да ги исполнува. Сега доаѓаме до така наречениот рамен данок. Буџетот се полни преку даноци, а за некој од нив вашата влада вели дека се најниски во Европа. Пример овде од ова време мината година дека имаме најниски даноци во Европа. Ке подсетам за минатогодишното експозе за буџетот на министерот за финансии Трајко Славевски, кој, повикувајќи се на економскиот научник Адам Смит, рече, и тоа цитирам: "Малку нешто е потребно една земја да излезе од мизерија и да тргне по патот на прогресот и богатството. Околу 3 работи. Прво, мир во земјата. Второ, лесни, ниски и едноставни даноци. И трето, како што кажа министерот Славевски, функционирање на правната држава." Во овој контекст беше спроведен рамниот данок во Македонија. При тоа мора да видиме што е ниско, што е лесно и што е едноставно со рамниот данок воведен од оваа влада. Дозволете да ви објаснам однапред и се извинувам ако оваа звучи нескромно од моја страна. Рамниот данок како економска наука за прв пат е формиран во кулоарите на Универзитетот Харвард. Со апсолутна сигурност ви тврдам дека прво, денеска сум единствениот човек во оваа сала кој го има студирано рамниот данок, и второ, по дефиниција, рамен данок Република Македонија ниту имала, ниту има. Ќе елаборирам зошто. Економската дефиниција на рамен данок гласи
Вистинскиот рамен данок е систем на однаучување со една и единствена даночна стапка и се однесува на вкупниот приход без никакви исклучоци, без разлика дали тоа се однесува на плата на работник или нето добивка на компанија. А како се однаучуваат примањата на работниците во Македонија? Ќе искористам два примери. Со нето плата од 12.000 денари, очигледно ова го привлекува вниманието на пратениците, но вистината е една и нема бегање. Значи, ќе искористам два примери. Со нето плата од 12.000 денари месечно и пример со нето плата од 30.000 денари месечно. Овие примери се малце тешко за восприемање, меѓутоа ова е единствениот начин на кој може да се објасни дека Македонија нема рамен данок. На панелот можете да видите процесот на калкулација на давачки во случај, например, кога нето платата во Македонија изнесува 12.000 денари. И навистина се извинувам што мора да го поминам овој процес, но сметам дека е важно да сме најасно точно каков е даночниот режим во Македонија. Значи, според постоечкиот закон се зема нето плата од 12.000 денари и се министира даночното ослободување од 3.064 денари, при што се формира даночната основа од 8.936 денари, па на оваа даночна основа се калкулира персоналниот далог преку делење со коефициент од 0,88 и помножено со 12%. И така калкулираниот персонален данок од 1.918 денари се додава на нето плата од 12.000 денари и така добиваме нешто што се нарекува бруто 1 со вкупна вредност од 13.218 денари. Потоа, врз бруто 1 се калкулират разноразни придонеси и давачки кои што ги плаќа работодавецот. Првиот е пензиско-инвалидско осигурување, односно 13.218, кој се дели со коефициент од 0,68, по резултатот се множи со 21,2%, што е еднакво на 4.121. Втората давачка е придонесот за здравство, односно 13.218, кој се дели повторно со коефициент од 0,68, по резултат се множи со 9,2% или 1.788. Третата давачка е нешто што се нарекува придонес за вработување, или 13.218 се дели со коефициент од 0,68, па резултатот се множи со 1,6% и се добива износ од 311 денари. Така, бруто 1 плюс скупните придонеси и давачки се собират во нешто што се нарекува бруто 2 и во овој случај изнесува 19.438 денари. Ако сето ова не е доволно, се калкулира дополнителни придонес за здравство или на 19.438 се пресметува дополнителни 0,5%, односно 97 денари, па фонд за води кој е 0,12% од 19.438, односно 23 денари. И така, почитувани пратеници, го добиваме така наречениот бруто 3, кој што изнесува во овој случај 19.588 денари. И овде доаѓаме до една од најголемите фами во Македонија. Работниците, чија плата е 12.000 денари, што е приближно на просечната плата во Македонија, се уште размислуваат во рамките на нето плата. Притоа се заборава дека даноците и давачките на нивната плата, кои работодавецот ги плаќа кон државата, се резултат исклучиво на нивниот труд и им припаѓа ним. Значи, бруто платата е вистинската вредност на трудот, а не нето платата. Нормално, како и во секоја држава, треба да се плаќа давачки кон државата, но прашањето е на која стапка. Во примерот кој сега го разгледавме, се гледа дека вкупните платени давачки кон буџетот изнесуваат 7.588 денари на бруто плата од 19.580 или, што значи дека работникот плаќа 38,7% од неговата бруто плата како давачки кон државата. А што е тоа што беше всушност направено со најавените реформи? Се намалија стапките на тоа што само се нарекува персонален данок од 15 на 12%, ги избришавме повисоките стапки од 18 и 24%,
кој патем речено се однесува само на плати далеку над просечните, и тоа се нарече рамен данок со најниски стапки во Европа. Знам примери од странски компании кои имаат дојдено овде со очекување дека даночната стапка на вистина е само 12%, но кога ќе ја дознаат реалноста, реалната слика, доживуваат шок. Наместо рамен данок или терен, како што е во рекламата, наоѓаат тумби ритки. Ве прашувам од примерот што го дадов. Што е лесно, што е ниско и едноставно, како што би рекол Адам Смит. Ви тврдам, почитувани пратеници, начинот на калкулација на даноци на плати во Македонија е меѓу најкомплицираните и најсложените во Европа. Не сакам овде да кажам дека ова е вина на оваа влада, ова е наследен механизам со години наназад, но заслужува вистинско внимание ако сакаме да зборуваме за вистински даночни реформи. Парадоксот да биде уште поголем, парадоксот е уште поголем кога ќе се зема предвид математичкиот начин на калкулација на даноците на плати. Излегува во нашиот случај во Македонија дека колку е повисока платата или нето платата, толку е поголема стапката на вкупни давачки. Како пример, да земеме случај кога нето платата би била 30.000 денари месечно. Следејќи ја истата методологија, калкулација, се гледа дека вкупните платени давачки кон буџетот изнесуваат 19.826 денари на бруто плата од 49.826 денари, што значи стапката на вкупни давачки изнесува 39,8%, што е различна од стапката на вкупните давачки кога платата би била 12.000. Значи, што е рамно во овој даночен режим? Ви тврдам, почитувани пратеници, дека ова е само мал број на можни калкулации и пермутации во калкулациите на вкупните давачки зависно од нивото на нета платата. Уште еднаш, не сакам да ја обвинам постоечката влада за овој даночен систем, бидејќи е наследен со години оназад. Но ја охрабрувам владата на вистина да превземе мерки за вистински реформи во сферата на даноците кон државата кои се однесуваат на платите и на примањата на работениците. Сега се налага прашањето што би бил вистински рамен данок. Тргнувајќи од дефиницијата што претходно ја кажав, калкулација на рамен данок, по школски пример би рекол, би личал нешто вака. Рамниот данок се имплементира на бруто платата со единствена стапка без исклучок. Како што сакам да покажам овде во овој слайд. Значи, да препоставиме дека идеална даночна стапка, рамен данок во Македонија би бил 25%. А спрема мои проценки тоа би била и некаква идеална стапка под идеални услови. Ако бруто платата изнесува 19.588, како во првиот пример, рамниот данок од 25% би изнесувал само 4.987, а како месечна плата останува 14.691 денар. Во вториот пример, како што може да видите, каде бруто платата е 49.826 денари месечно, рамниот данок би изнесувал 12.456, што значи нето плата би била 37.370. Најверојатно Адам Смит мислел на нешто вакво, кога кажал дека на една земја и се потребни лесни, ниски и едноставни даноци. Треба да имаме храброст, знаење и волја да направиме ваква вистинска даночна реформа, наместо досегашните шминки кои се нарекуваат даночни реформи. Ова би значило дека во раците на секој од моментално 450.000 легално вработени во Македонија би имале во просек околу 50 евра месечно зголемување на нивната плата, без при тоа да бидат зголемени плаќањата на работодавачите за ниту еден денар повеќе. Нормално, ова би представувало тектонска промена во самиот буџет, за која не сакам сега да навлегувам, и би значило иницијална дупка во буџетските приходи од најмалку 200 милиона евра годишно.
Но доколку има политичка волја, може да се рационализира трошењето на народните пари и наместо континуирано да се фалиме дека сме го зголемили буџетот, треба да го намалиме. Така најефикасно би ги ставиле парите кои припаѓаат на народот во неговите джебови. Оваа, меѓу другото, би значило и изголемување на економската потрошувачка во државата, која би придонела значајно да бидат подобрени резултатите во реалната економија после неколку години. За таква тектонска реформа треба волја и храброст, која во овој момент може би ви звучи како научна фантастика. Но ве убедувам, ќе дојде ден кога Македонија мора да се зафати со вистински и суштински реформи во даночниот систем. Посакувам да се започне со размислување во овој правец, каде што може на вистина да разгледуваме и дебатираме за суштински реформи во даночниот систем за 2009 година. Би сакал сега да позборувам за трговскиот дефицит. Бидејќи тоа заслужува посебно внимание, бидејќи тоа спрема мене е една од најголемиот структурален проблем и економска закана со која Република Македонија денес се соочува. Како што можете да видите, во графиконот покажува алармантно зголемување на трговскиот дефицит на Македонија од 1999 година до денес. Ако во 1999 година тој изнесувал 495 милиона долари, во 2000 година 690 милиона долари и така натаму, може да видиме дека во 2006 година трговскиот дефицит постигнал црн рекорд и скокнал на алармантна сума од 1 милиарда и 284 милиони денари. За првите 3 квартали од 2007 година изнесува 857 милиони долари, а целогодишниот дефицит најверојатно ќе биде сличен како и претходната година. Дами и господа, трговскиот дефицит представува речиси 18% од бруто домашното производство на Македонија. Ве уверувам, можете да најдете многу мал број на земји во светот каде што трговскиот дефицит изнесува над 10% од бруто домашниот производ. Во светот, земји со многу помал процент на трговски дефицит имат доживеано огромни девалвации на нивните валути. Најсвеж пример за тоа е американскиот долар, кој како валута во последните неколку години доживее девалвација од цели 30%. При тоа, трговскиот дефицит на САД е само 8% од сопствениот бруто домашен производ. Затоа се поставува прашањето: што е тоа што ја држи македонската валута стабилна цели 10 години и покрај нашиот огромен трговски дефицит? Одговорот е во трансферите што Македонија ги добива од надвор и кои влегуваат во државата преку банкарскиот систем, или во форма на годовина, или преку менувачниците. На графиконот може исто така да видите дека овие трансфери изнесуваат 463 милиона долари во 1999 година, 609 милиони долари во 2000 година и така натаму, па се до 1 милиарда и 237 милиони долари во 2006 година. Во првите 9 месеци на 2007 тие трансфери изнесуваат 1 милиарда и 94 милиони долари и за прв пат се поголеми од самиот трговски дефицит. Дали владата или било кој друг во оваа држава заслужува пофалба за оваа? А што всушност представуваат овие трансфери? Тие трансфери генерално се делат во 3 категории. Првата категорија се девизии кои селениците, кои претежно живеат во САД, Канада, Америка, Канада, Европа и Австралија, ги праќаат како помош на нивните роднини во Македонија. Втората категорија се девизии кои нашите селеници ги трошат овде во Македонија при нивниот годишен одмор. Према некои проценки, таа бројка е над 10.000 фамилии кои годишно на одреден период се враќаат во државата. Третата категорија, која е најалармантна, се трансферите од надвор од луѓето кои во текот на годината
како сезонци одат на привремена работа во разни европски земји, а во последно време слушам дури во Црна Гора. Во Црна Гора, ве молам. Парите што ги заработуваат таму, ги враќаат назад во Македонија и со тие пари преживуваат во останатиот дел од годината. Овие пари што ги наброив се крвотокот на македонската економија и без нив Македонија буквално би колабирала преку ноќ. Ниедна влада, ни сегашната, ни во минато, не може да се гордее со овие податоци. Напротив, треба да се срамуваме зашто македонскиот граѓанин е доведен до таков питачки статус и мора својата екзистенција да ја бара надвор од Република Македонија по сопствена иницијатива и ничија друга. Значи, оваа, дами и господа, е рецепт за опстанок, но никако и никогаш нема да биде рецепт за напредок. А основните причини зошто Македонија има огромен трговски дефицит се неконкурентноста на домашните производи, како и вредноста на македонската валута споредена со другите светски валути. Тоа е резултат на монетарната политика на Македонија во претходните 15 години, за која исто така сега ќе преговорам. Монетарната политика, по дефиниција, значи користење на количината на пари, што Централната банка преку разни механизми или ги пуште, или ги повлекува од оптек. Целта е, во зависност од потребата, да биде зголемена економската активност или обратно, да биде намалена. Тоа е најчесто во момент кога постои ризик од загревање на економијата и при утврдување на каматната стапка во државата, преку која, меѓу другото, се контролира и стапката на инфлација. Но кога една држава ќе ја фиксира својата валута спрема друга валута, како што Македонија веќе преку 10 години го фиксира курсот на денарот спрема курсот на еврото, тоа значи дека државата де факто се откажува од сопствената монетарна политика, како инструмент за влијание на економските текови, бидејќи единствената цел е да биде задржан фиксираниот курс на валутата покрај која се контролира и инфлацијата. Во ваква ситуација, каматната стапка во државата исклучиво зависи од нивото на штедење од страна на граѓаните, како и на нивото на приливи од странски девизии во државата. Затоа ми е многу смешно кога во парламентот слушам дебати дека владата на СДСМ ја намалила каматната стапка или, како што сега слушаме, дека преку влез на странски банки ќе се намалила каматната стапка во Македонија. Повторувам, во отсуство на користење на монетарна политика, каматната стапка исклучиво зависи од штедењето и од приливот на странските девизии. Македонија следи оваа стерилна монетарна политика преку 10 години, а економските резултати се овие што се. Ниту подобри, ниту полоши, туку стихини. И алармантното зголемување на трговскиот дефицит е резултат на оваа стерилна и веќе штетна монетарна политика. Почитуван министре, во вашето експозе за буџетот за 2008 година, вие спомнавте ниска стапка на општа инфлација во Република Македонија од 1,9% во периодот јануари до ноември 2007 година. Ве цитирам, тоа е пониска стапка на инфлацијата во нашата земја споредена со регионот. Министре, не само што стапката на инфлација во нашата земја во 2007 година е пониска од таа во Европската Унија и спрема чија валута, еврото, е фиксиран нашиот денар, туку инфлацијата во Македонија е пониска во континуитет во последните 8 години. Кога ќе стигнете да студирате економија на највисоко ниво, економската наука во суштина се сведува на математика, и тоа алгебра и диференцијали. Алгебарската равенка, која го објаснува реалниот курс на една валута, значи реалниот, не номиналниот, е следната. Реалната валута е еднаква на номиналната валута помножена со стапката на домашната инфлација и поделена со стапката на инфлација на валутата на земјата спрема која е фиксирана нашата валута. Имајќи во предвид дека инфлацијата во Македонија во последните 8 години е континуирано пониска од таа во Европската Унија,
произлегува фактот дека номиналната валута од 61 денар спрема еврото, реално, значи реалната валута е поблиско до 50 денари по евро. Овој факт, заедно со неконкурентноста на нашите производи, објаснува зошто нашиот трговски дефицит континуирано расте во последните 10 години. Самата монетарна политика не мотивира да купуваме реално поевтини европски производи. За парадоксот да биде уште поголем, во последните неколку години денарот доживеа апресијација од преку 30% спрема американскиот долар, односно спрема резервната светска валута. Дали тоа значи, дами и господа, дека македонската економија е појака од американската? И дали тоа ги прави нашите производи поконкурентни спрема тие од Соединените американски држави? Време е, дами и господа, за една сериозна, не политичка, туку економска дебата и анализа на монетарната политика во Македонија, исклучиво со цел да ја подобриме нашата конкурентност и да го најдеме нашето реално место визави меѓународниот финансиски сектор. На крај, дозволете ми да кажам неколку зборови околу микроекономските реформи и проекти на владата. Може многу да се зборува за микроекономските реформи и проекти на владата, но ќе се задржам на две клучни работи. Прво, напорите на владата за привлекување странски инвестиции и второ, дебаклот околу обидот за продажба на ТЕЦ Неготино. Во напорите за привлекување странски инвестиции може да се каже дека оваа влада посвети доста внимание и презеде доста мерки за да ги привлече странците да инвестираат. Како никогаш досега имаме двајца министри без ресор, разни агенции, разноразни кампањи и огласи по странски вестници за привлекување на странски инвеститори. Сепак, прашање е кои од овие мерки на владата се добри, а кои представуваат нерационално трошење на буџетските средства. Постојат предпоставки дека се потрошени милиони евра во меѓународни медиуми за кампањата "Инвестирајте во Македонија". Постои ли овде трошење на нечии народни пари за лична промоција? Ако привлекувањето на странски инвестиции зависи од трошење големи пари во разноразни странски медиуми, тогаш бидете сигурни дека има голем број на земји во светот кои можеби по глава на жител се посиромашни од Македонија, но имат повеќе пари во нивната државна каса, па и тие би можеле да го користат истиот механизам за привлекување на странски инвеститори. Впрочем, нашите резултати покажуваат дека сепак овие кампањи се екстремно прескапи. Како што покажуваат официјалните бројки, може да се види дека оваа година во првите 9 месеци Македонија има добиено 71 милиони долари директни странски инвестиции или половина од годишниот просек постигнат во последните 8 години. Како што може да се види од графиконот, од бројките кои, како што спомнав, потекнуваат од официјалната статистика на Народната банка на Република Македонија, двете најуспешни години досега од аспект на привлекување директни странски инвестиции беа 2001 година со 430 милиона долари и 2006 година со 373 милиона долари. За жал и покрај сите напори, 2007 година досега е меѓу најслабите години од аспект на прилив на директни странски инвестиции. А кога владата зборува за успесите на ова поле, се спомнува Johnson Control, влезот на Societe Generale, мобилниот оператор VIP и така натаму. За Johnson Control гледаме кој од каде се боре да го зема кредитот, кој бил најуспешен за донесување, за неговото донесување да инвестира во Република Македонија. Впрочем, Johnson Control самите кажа кога го сметат најзаслужен за нивниот влез по Македонија, посочувајќи го господинот Ристо Гоштеров. Иако е позитивна работа, сепак Johnson Control представува премал
дел од тоа што е неопходно за Македонија на полето на странските инвестиции. И Societe Generale е позитивна работа, но мора да се сме свесни дека представува само финансиска инвестиција или трансфер на собственост на Охридска банка и трука државата добива минимално од аспект на реални инвестиции во бруто домашниот производ. На Македонија и се потребни многу повеќе инвестиции од типот на Johnson Control, кои представуваат реално зголемување на бруто домашното производство, за разлика од финансиските инвестиции, кои представуваат само трансфер на собственост и прилив на девизии. За жал, досега немаме спектакуларни резултати, барем во оваа година, но надежта е навистина дека резултатите ќе бидат подобри во годините што доаѓаат. На крај, почитувани пратеници, дозволете ми да обрнам внимание на обидот на продажба на ТЕЦ Неготино. Нема да го потенцирам тендерот или процесот на тендерската постапка при обидот за продажба на ТЕЦ Неготино, туку сакам да ја охрабрам владата да почне да размислува во правец што може да донесе значителна вредност за Република Македонија. Сите сме свесни дека нивото на странски инвестиции во Македонија е очајничко ниско во последните 17 години. Меѓутоа, при обидот за продажба на ТЕЦ Неготино се случи нешто навистина чудно. На овој тендер се јавија 16 заинтересирани компании, меѓу кои и светски гиганти од енергетскиот сектор, што е без преседан за Македонија. Меѓу нив беше и грчкото електростопанство преку фирмата Керка Сенкап, кое жестоко се бореше да го купи тецот. Зошто? Од каде одеднаш толку интерес за инвестирање во Македонија? Ќе објаснам со економска логика. ТЕЦ Неготино поседува два блока со капацитет од по 110 мегавати за производство на струја, а еден блок моментално дури и не работи. ТЕЦот произведува струја исклучиво на мазот. Ако во моментов цената на барел нафта е приближно $100, производствената цена на по мегават час струја на ТЕЦ Неготино е речиси 70 евра. Тоа е приближно исто на сегашната пазарна цена на увоз на струја, односно ТЕЦ Неготино е на прагот на рентабилност. Значи, постоечкиот финансиски потенцијал за ТЕЦ Неготино не објаснува зошто 16 компании би биле заинтересирани да го купат ТЕЦ. Повторно ќе опоставам прашањето и ќе опосочам како пример заинтересираноста на грчкото електростопанство за купување на ТЕЦ Неготино. Зошто грците би биле заинтересирани да вложат најмалку 400 милиона евра во Македонија, а не во самата Грција? Дали ја сака ова инвестиција од великодушност? Се разбира не. Одговорот лежи во тоа што заедно со продажбата на постоечките капацитети, владата издаваше лиценца да се изгради нов капацитет од најмалку 300 мегавати кој би работел или на плин или на јаглен. Грција, како потписник на Кјото протоколот, минатата година плати преку 50 милиона евра казна за вишок емисии на јаглен диоксид. Речиси е невозможно било која компанија денес да добие лиценца да изгради термоелектрана во Грција која придонесува за зголемување на емисијата на јаглен диоксид. А Македонија, која е далеку под квотите кои неа и се доделени за емисија на гасови по Кјото протоколот, го има тој луксус да гради ваква термоцентрала. Дали сме свесни за економската рентабилност на една термоцентрала од 300 мегавати, која би работела на висококалоричен јаглен, увезен од земјите кои го поседуваат, например Јужна Африка, Индонезија или Австралија? Еве ја математиката на заинтересираните гиганти кои беа спремни го откупат ТЕЦ Неготино. Изградбата на капацитетот од 300 мегавати, кој би работел на јаглен, би чинало околу 400 милиони евра до моментот на започнување на производство на струја. Од тој момент, ваквата
термоцентрала би произведувала 300 мегавати по час, 24 часа на ден, минимум 330 дена годишно и целото производство, според правилата на тендерот кој беше објавен, би можело да се продава по европска пазарна цена на струја и дома и во странство. Цената моментално изнесува 75 евра по мегават час, а во одредени моменти, или шпицови во зимата или во летото, цената знае да скокне и до 130 евра по мегават час. Значи, ваквиот производствен капацитет би остварувал минимум приходи од продажба од 180 милиони евра годишно. Повторувам, 180 милиона евра годишно. По калкулирање на сите трошоци на производство, нето профитната маргина е фантастични 40%. Или годишно од ваков капацитет би останувало околу 80 милиона евра чист профит. Верувам дека сега, почитувани пратеници, ви е јасно зошто имаше толков интерес да се купи ТЕЦ Неготино. Сакам да ја охрабрам владата да размислува во правец на продажбата ТЕЦ Неготино во форма на јавно-приватно партнерство, при што државата би задржила најмалку 33% од сопственоста. Ова може да се направи со минимален финансиски влог од страна на државата, затоа што ќе го дадеме постоечкиот капацитет, земјиштето и што е најважно, правото да се изгради нов капацитет од 300 мегавати како огромна капитална вредност, имајќи ја во предвид нашата можност за емисија на јаглен диоксид. Вака, перманентно, секоја година би оствариле чист прилив во буџетот од минимум 25 милиона евра, наместо да се тапкаме по гради за 60 милиона евра, што беа еднократно понудени за продажбата на ТЕЦ Неготино. Ваков проект за минимални пари да остваруваме економски профит на долги стази не прочитав во буџетот за 2008 година. Почитувани пратеници, да сумирам, навистина имаше позитивни тенденции во економијата по 2007 година. Но, покрај се, фискалната политика и монетарната политика, како и микроекономските реформи и проекти на владата за 2008 година, сепак на мене ми наликуваат на статус кво антебелум, односно како пред тоа, тако и потоа. За жал, ова значи дека не може да очекуваме драстично подобри економски резултати во 2008 година од тоа што беше во 2007 година. Се надевам дека владата ќе биде многу похрабра во 2008 година за превземање на некои вистински реформи кои се потребни на Македонија. Обврска на сите нас, почитувани пратеници, е да придонесеме да се подобри економската состојба и да се намали најболната точка, најболната ситуација во Македонија, а тоа е невработеност. Ви благодарам. Ви благодарам и јас, господине Дончев. Реплика има министерот за финансии. Повелете. Благодарам, подпредседателе. Можеш и со зборно во интерес на времето, во духот на она што сите го посакуваме, една кратка реплика за макроекономските забелешки, за микроекономските нема да имам време. Господине Дончев, во интерес на пратениците и на гледачите, да спомнам дека вие мешате даноци и придонеси. Вашиот пример не е коректен, затоа што не се однесува на даноците. Ние зборуваме за најниски даноци во Европа. Придонесите си имат собствена функција, иако во англискиот јазик некаде се нарекуваат contributions, некаде payroll taxes, contributions како придонеси или па даноци на плата. Овој пример ви е некоректен, но јас ја поздравувам идејата и размислувањето дека, она што и вчера го најавивме, дека од 2008 година владата на Република Македонија сериозно ќе се зафати, на тој пат сме за премин кон концептот на бруто плата. Тоа го поддржувам. Затоа што кај придонесите имаме давачки за кои што знаеме што добиваме. Добиваме здравствена заштита,
добиваме пензии. И пензijskиот систем функционира на тоа барем за лицата кои што се во овој систем на тековна исплата, без основа на тоа колку придонесувате. Што повеќе придонесувате од платата, толку може да биде поголема пензијата и така натаму. Добро. Во врска со трговскиот дефицит. Постои дебата во јавноста, особено медиумите ја форсираат оваа тема. Не е добро една земја да има трговски дефицит, но споредбата со САД е некоректна, затоа што САД е земја која што разменува само 10% од својот бруто домашен производ. САД е во голема мера самодоволна економија. Република Македонија е мала и отворена економија. Од тука е сосема нормално и како земја која што е нето примател на директни странски инвестиции и на други трансфери да има и повисок трговски дефицит. Трговскиот дефицит, ве уверувам, е фата моргана, онака како што ние го прикажуваме. И не согласувам дека треба да застанеме на листата која што вие ја наведовте. Ова го спомнам не од стручна гледна точка, затоа што има и политички импликации на што го говоревте. За изворот на така речените трансфери. Не се тоа трансфери. Почитувам господине Дончев, имаме проблем со статистиката на платниот биланс. Наредната година, ево од тука сакам да порачам, Министерство за финансии, Народна банка, строго ќе оприменуваат законот за девизно работење. Ние уште од некогашна Југославија толерираме систем на паралелна валута. Господине Дончев, вечерва вие во било кој ресторан во Скопје, ако за вечера сакате да платите во евра, нема да ве одбијат. Тие прават прекршок. Што сакам со ова да кажам? Голем дел од нашиот извоз на услуги вдолж границата со Грција не е трансфер, тоа е извоз кој што не е регистриран. Грците плаќаат со евра. Тие евра се појавуваат подоцна во менувачниците. И за монетарната политика, фикс идеја е мала и отворена економија да води автономна монетарна политика. Само ве потсетам. Франција, Австрија, Холандија по 20 години ги има врзано своите валути за германската марка. Ви благодарам, господине министер. Контрреплика има господинот Даниел Дончев. Повелете. Жал ми е што немаме прилики почесто да дискутираме на ваков начин, бидејќи во вашите 3 минути ниту можете да реплицирате на мене соодветно, ниту јас во 1 минута можам да контрреплицирам на тоа што вие го кажавте. Меѓутоа, прво, мешање даноци придонеси. Министре, од аспект на работодавецот, кажете што сакате, све е данок. Дали вие ќе го наречете придонес за тоа, придонес за оноа, све е данок. Тоа што кажете здравствена заштита и пензии, тоа сепак е категорија на внатре буџетска распределба. Вие во крајна линија можете да го зголемите процентот на ВАТ и од самиот ДДВ да го финансирате здравствениот систем, ако тоа го решите. Не мора да значи дека здравствениот систем се финансира исклучително на еден начин. Споредбата со САД, само сега да кажем од аспект на депресијацијата, кога една земја има висок трговски дефицит, а тоа околу колку тоа што го добиваме како трансфери е у суштина извоз, тоа ниту вие може да утврдите со сигурност, ниту јас. Но ако веќе има, ако таа сума е значајна, тогаш во прашање е контролата. Ви благодарам, господине Дончев.